Pero 3-4 почињаме да раскажуваме импресии. Ајде. Кој огорчена бивша сум моментов. Ама ти си орџана да бивша, ти бирај. Оу. Сакаш како ќе му се одмаздиш? Искрено и не, првично на Инстаграм сега те сам на стори. За да те види. За споредба да види да свати што како заеба. А можевме да имаме се. Да ти пише. Можевме да имаме Не ви почне претходниот подкаст нешто со drunk text excess нешто тој фазон? Глеј, многу очекуваш од мене дека ќе памтам нешто. Па то очекувам. Ја едино, не знам што памтам, интрото беше како нешто мрчење и после тоа не знам што се дешава. Знаеш, кога почнува камерата толку, you just don't remember things. Значи, укратки црти што сега да кажам, моментално имаме замена, односно апгрейдат верзија од Андреј, запознаете го Андреј. Андреј, Претходниот Андреј се реши да отиде на одмор на 2 недели и као поради тешки артистички конфликти као моравме да го замениме. Но ќе го видите, пак не е страшно. јас имаше повик за co-host за Оглас имаше, имаше оглас и Нека- само до Да, ме виде пред Силбо Просев, онака прашав да некои интересни луѓе сега флаери, да стикери делеше парк шема све тоа. многу пари од тоа како. И На хартија пишам. дојдов и бев као ќе правиме интервју, само ме праша као си каш Андреј, готово. Ти си готово, Да, ти тој си беше реперот, ти си искрено. тој, да. Тоа ми требаше Андреј и као And the rest as they say is history. зашо сме дојдени денес? Па Искрено вака? за моето прво вработување беше импресии здраво млади. Така ми најави ти, бевме на здраво Да, да. млади и ме седна на каучов сега пеј. Да платам? Пей? Pay, пей. Ај да сватим на англиски Не као платиме, пеј, као не, ми као пари. пеј, као како си прошал и Првично финансиски банкротирам, сум не очекувај пари од мене за проекти, бе. Тоа се ова на добра волја и на другарство. да. Али cheers, пошто не болеше глава са бајлето. Следно. Оу. Не болеше Не, глава. ја уште не знам како не болеше. Right. Не, искрено не очекував дека ќе поминам окей. Цело време мислев, викам, окей. Цело време мислев кога се враќавме дома и кога ти испратив тебе, викам, ја нема да станам утре. Нема да станам пристојно време, сигурно ќе сум лом, ќе има последици за моите постапки у живот. Абе работевме. Работевме. Да, прити окей работевме. поминавме. Инаку на шо бевме поточно на здраво млади, нели, настанот. Окей. На здраво млади бевме и искрено, вака првично кратки црти ТЛДР ја многу го си поминав. Многу ми се свиѓаше. За тебе? Вака? Ми се свиѓаше што не дека не сум бил скоро време на МКЦ, ама имаше многу МКЦ вајб, као све беше баш она као што треба да биде. Не знам, одиш ваму, шетнеш, пиеш се, видиш со некој еден стејдж, пауза, друг стејдж, Да. се менува, се шеташ цело време, се случува нешто, наоѓаш некој и беше она баш МКЦ experience to the fullest. Како се осеќаш вечерова, како си поминуваш? Одлично, здраво млади, не знам по кој пат, најдобро во свет. Секогаш здраво млади ми го означува крајот на летото и тоа е најубавото нешто, во исто време најлошото нешто, веќе знаете дека иде зимската депресија после тоа, ама супер, одлично. Настанот го отворија Rush to Relax. Да. Ми се направи многу кеф што не ги знаев дечките претходно, меѓутоа го знаев гитаристот дека е гитаристот од Молокај, Андреј Гњатовски, пак пати ти што не дојде за малку ке слушаше дел од Молокај, ама ти пак не доаѓаш и си солен. Си њурка у моментот, на море. сигурно си ужива. Ама добро. И за отварање, мислам дека беа као The Band. Као многу убаво отворија као беше она welcoming, беше разиграно, беше danceable, беше весела музика што би Да, рекол, онака, да. не хајп музика, ама доволно да те спреми за тоа што иде. И многу беше многу беше cool и дечкото, пошто нели правевме интервјуи со него, кој што ќе стигне веројатно сега. Си го намести за едитирање прекрасно, мора признам. Нели, мора. И
мораме и него да го испоштуваме пошто беше Кучек. запознаен со Парк Шема. Ето, Тоа баш ми кажа дека пошто нели кога правевме мојот пред да почне интервјуто беше као да Парк Шема знам имавте вие со чекај, со Љупа, Љупа, само со секунда. Љупа имавте подкаст, со Мирко има, така да... Да, ја. Не, кул човек, навистина кул човек испадна. Да. За нас единото кога ние пошто напред назад се движевме за интервју да правиме и тоа беше малку тешко да постигнеме сите бендови да ги слушаме асално, ама тоа што го чувме, искрено, мене многу ми се свиеше како скоро целиот лајнап. Да, Немаше бенд што онака како да кажам, мрчатор сум невиден и кој ја имам навика кога сме искочени и може да сведочиш. Ако не ми се свиѓа музиката, кењам. Као цела вечер ќе кењам колку не ми се свиѓа, критикувам пејачот, критикувам басистот или не знам што. И као му љубомориш каква опрема има, му љубомориш Фала каква Богу, гитара тоа, има. ама тоа е фактот со Зашто ги мрчење. немаш парите да ја земеш таа опрема, И таа тоа, гитара. Да. И искрено овој пат сите кои беа На сите окей, солидни. не им љубоморев. Не им љубоморев. Мислам не може ни да гледам многу темно, кога не може да Али? гледам инструменти, ама Да, ствари, не ги носиш ни на чарите, Ја, тачно ја. беше kinda blindy. Пошто предходните импресии нели беше од The Fest, сега ќе те прашам тебе, пошто имаш Ајде, и минус и пуцај. плюс, како беше чувството да имаш бекстейдж пас? Там. се осеќав како човек. Нели? Нели? Као легит као човек, пошто имавме комотно време за да си направиме интервју со дечките што настапуваат, дали после настап, дали пред настап, као не си угужва спикан, онака се напињаш за... Да мислиш опремата, Да кај мислиш- што е, како е. Да, поточно највеќе за опремата ми беше, пошто претходно ние мкневме куфери, сталаци, микрофони за претходното за импресии и немавме ни шанси уствари за да снимаме ни со публиката со нашата опрема, пошто fucking хорор шоу беше, како многу луѓе имаше. И овој пат actually pretty fun. Дем со самото Оно тоа е што- супер беше, таман као што треба да е организирано, нешто беше организирано. Тоа многу ми се свиѓаше. Да, Нешто ептен, онака како впечатлив бенд што ти онака зема внимание. Па ја уште на подкастот имав кажано дека Порто Поп од Порто Морто Порто ми Морто. е омилен албум, така да дефинитивно за едва чекам нив да ги чујам. И секако 21 век се пред нив. Така да за тоа сум највозбудена. Купете Скала магазин, пред да го да мамнам од неговата глава. Дечки, знаеш кој сакам да ги пофалим? Пофалим. Е, Волонтерите. да. Волонтерите беа прекрасни. Кажете го тоа. Волонтерите беа Ја прекрасни. имам друг лош ја имам лош коментар, као тоа звучи као фала Богу ќе ги пофалиш војниците. Као you gotta salute the troops. Да, Thank не, you for your не, service. као- Ама стварно, знаете колку тешко се наоѓа волонтери, а на концертот, фестивалот, исклучиво беа прекрасни, пошто се грижеа за секој шишенце, за секој детал, комуницираа со сите во бекстејдж. Знаеш како, мислам дека најдобар комплимент би рекол за волонтерите, не ги примети волонтерите. Одлично. Као немаше никаков проблем кој што и Дејан спомна за ѓубре или за ситуации или проблеми било што као не ни гледа волонтери дека се движат напред назад освен бекстејдж Освен као што си на носеа, кратко, што- да, или да. ќе дојат само да И остават тоа ладни мислам- пива, тоа да мислам дека среда, е да направат, да ги најдобрата- испоштуваат грицки, мицки, ово што е чудо. Да. Најдобрата завршена работа е кога не приметуваш такви ствари. Генерално и во рамки Да. на сите концерти кога на едниот стејдж имаше концерт, на другиот стејдж Се чистеше, се Да. внимаваше на... Ала да има. Пофалба за сите. Ја. Да. Од наставо чекај скриптата да видиме пропагандата. Шајзер битер лемон. Шајзер, битер, лемон. Кој ни збореше дека некој тука ни рече дека ги слушал као шајзе битер лемон. Хаха. Шајзер, битер, лемон. Да, они беа пресрекни што се тука. Срцки Значи, беа. многу беа срцки, многу беа хајпнати. Многу уникатен. Имаат многу, нека не звучи стереотипно, а меѓутоа имаат многу српски звук, многу она се имаат они као држава имаат
панк сцената им некако се држат меѓу себе. Не дека подсеќаат еден на друг, меѓутоа се буткаат и се инспирираат. Докажи се. Не, тоа е као се инспирираат, као имаат она позитивна компетитивност меѓу себе, кај што не е копирање, меѓутоа се држат меѓу себе и си надокнадуваат и си помагаат да бидат болji. И општо како многу беа, како да кажам, мислам дечката беше многу весела да се прави интервју, се направи краток муавет. Баш како убав разговор уствари, не беше ни само интервју. Не, јас сам му додав као вика како сакаш, викам на јазик, како сакаш да зборам македонски, сакаш да зборам српски, сакаш како сакаш, вика као на тебе оставам, ако треба ќе кршиме јазик. Pa nama je ovdje uvijek divno. Bili smo pre 3 godine u MKC da sviramo na Pin Conference. Nice. I tad smo svirali u WC-u od Pin Conference. Bila je kao Skroz punk. Bila je kao toilet stage i to je meni jedan od top 5 nastupa naših ikada kao za 8 godina. Koliko sviramo? Јас сам био таму, така да знам пуна атмосфера за која што причаш. Традиционално питање овог подкаста, Смитс или Cure? Cure, brate, mislim... Имаш задоволjan светло? Ne, oba benda volim, ali Cure bez dileme, na keca, znaš, tako da... Neki planovi vašeg benda, idnina? Pa mi smo u maju ove godine izbacili drugi album, snimili smo i neke spotove, album će sad izađe na ploči, krajem godine. I onako sviramo koliko god možemo, što nije puno, zato što svi radimo i druge stvari, ali probat ćemo da obiđemo što više gradova i da predstavimo naš taj novi album. Ovde nam je super, Skoplje nam je jedno od ovo nam je drugi put ovde, ali nam je već kao jedno od omiljenih gradova za sviranje, uvek bude super energija i super kao ljudi i organizacija. Čekamo vas opet. Типа задње питање, да би делили стејдж с било с ким, жив или мртав музичар, бенд, šta god, s kim bi? Pa nemam pojma, ajde ovako na prvu loptu, ja bi sad najradije delio stage sa Viagra Boys koji znam da su trebali doći ovde ovih godina i žao mi je baš zato što negde kad pomislim da su oni mogli biti ovde i da je zapravo moglo da se desi. Svi ih čekamo. To je, mislim, meni jedan od najjačih bendova danas u svetu. Правиме квази све, али многу беше чил, многу беше хајпнат. Само за нив можам да кажам дека они пред неколку години, дали беше Здраво млади, дали беше некој друг настан, они имаат свирано МКЦ исто и свираа на оној тоилет стејдж доле што е пред вецињата имаше на таква дешавка и тоа им беше првото настапување тука и се ова им беше као нели next step има имаше коментар. Пресрекни. Имаше коментар на Инстаграм поста дека кој најавија дека ќе настапуваат беше како од шолите на главна бина. Браво. Да. Така што онака ја таму открив ствари, некој ни спомна или ни кажа дека тоа се десило. Така да, ама имаат многу убав звук, многу убава банда се, многу убава се сите склопка. Чек, бенд со искуство. Бенд со искуство. И кога си има кохезија и тоа. Шајзер Битер Леман со Р. Ако Чекај. Сакав да вакво. Сега се воздржиш или како? Не, какво воздржување? Женската бубњарка нема воздржување. Ти се топеше. Еве ти е шансата, навести си shout it to the world, побарај број. Да ги викаме на вакво. Добро сега како Шон Евенс, малце како Hot Ones. Ти на подкаст. Само прашај за број. Или Инста. Инста. Па сега... Знаеш која си, ве молам, човекот е екстремно возбуден. Културно кажано нека. Го гледав на бекстејдж кој ве гледавме кога настапувате. Многу беше израдуван, воодушевен од настапот. И од погледот. Од други бендови, следни, ќе опреме списоков, пошто како малце не ме било со памтење како редослед. Следниот бенд што го слушавме, и што многу ми остави впечаток мене, Дирхуф.
ја прв пат ги у контакт некаков со нив бев сега прв пат, али ако треба да ги опишам за тие што не беа, за тие што допрва би ги слушале. Чекај сега да чујат уживо некад. Доколку Бjork би имала панк бенд. Ха! Не знам, What the fuck? Не, тој е добар опис Као, ствари. таков вајб имав, као ако Bjork некој животот би имала панк бенд, така би тоа би било. Да, пеачката многу ме потсети на Бjork. Не само што знам како- не само што Зашо е стереотипично? мене не ми беше за Не, за гласот ми беше за пеењето. Не, за пеењето и дека многу таква питома, фина беше, пошто ја ги чекавме на завршен за да ги прашаме за интервју. И онака дојдов до нејзија прашав на англиски извини кога било окей кога не знам 3-4 минути кога интервју направиме на кратко, така ме гледат не знам како не преплашено, ма срамежно вика не чекај тапа народ ќе го викнам. Он сака да збори рече. How do I feel? Yeah. What, right now? Yeah, Right now? Okay. Right now, it is about 3 minutes after the last note of the last song of the concert, in our first concert in North Macedonia. And I will say that right now, I feel a very, very large amount of energy and happiness. And I expect that in maybe 5 to 10 minutes, I will probably be asleep. Yeah, that makes sense. But I'm glad that you're still keeping time like after the last song. That's pretty impressive. Oh, with this band, Yeah. who is this? They're really good. What do you feel about the concert? Any bands that like impressed you or wowed you? This one, Really? this one playing now. Oh. Like, you should be very happy that I'm talking to you instead of going and listening to them. No, I'm very glad you're here with us, honestly. Yeah, that was great. I have one more, like a trivia question. We have Trivia. we have a bet with my co-host. Uh-oh. How And much? How many No, dinars? no, no. How many dinars? It's I have to dress like a clown for one of our episodes if I lose. okay. And it's So I want you to lose. Yeah, okay. it's a debate between The Cure and The Smiths. But Which is your favorite? Am I supposed to know which is your favorite? No. And you you just have- have you just have have- to tell your favorite band. I think I've never heard The Cure and I've never heard The Smiths. Really? Yeah, Oh. what does it sound like? Sing a little bit. Smiths are. Oh, I can't sing. Oh, come Unfortunately, on now, you're I'm going to horrible. dress as a clown later, so you might as well embarrass yourself now. Let's hear it. No, I can't remember the lyrics. I'm more of a bass player. I don't remember the Okay, singing. All right, sing the bass line. I can sing The Cure from The Cure Lullaby. It just keeps on looping. Yeah, no, I don't like this band. No? Which one is that? The Cure. Yeah, well, what's the Smiths sound like? The Smiths are more guitar-based, more ethereal, with No, I don't reverb like guitars. delays. The guitars, no. No, I fair don't enough. like the Smiths. Ah, that's okay. No, the Smith is that guy. It's that guy. It's that guy. at the Morrissey, yeah. the far right. The fascist. Yeah, the weird guy. I don't. Hear- not just- weird. Fascist. Hear that, Andre? I don't like fascists. fascist. What? This camera? Yeah, that's the Ah, because she wants to control where we stand. Okay, but the Morrissey is worse. Okay, Yeah. you're not as bad Yes, as- I win. Андреј Гњатовски, само да знаеш дека луѓето се согласуваат дека Morrissey е far right шупак и The Smiths се shit. Тапа народна Дирхов се согласи. само он и Перо. Остајте тоа. I got you. Го имам на снимка, на хартија што би се рекло, некој да го хејта Morrissey, кој што ја го хејта. Ама добро сега, Morrissey се знае зашто го хејтат. Преме муабет за животот и делото на бендот и бендот. You leave Johnny Marauta. Кај на страна, кај него меши со Фер. него веќе. Не ги спомнувај у иста реченица. Да, не. Аут. Ама, искрено, многу кул музика, многу никатна. Едно нешто што маца ме збуни кога зборев со него, сам спомна дека он се гледа као хајп бенд, кон Дирхов. Добро. Он си го гледа Дирхов као хајп бенд за енергетски, онака за хајпање, за не знам што да правиш ово, тоа маца ме збуни. Види, дечкото е бубњар.
Абе, гледай, за бубњар не кој знае колку, сакам да кажам, кој знае колку бендови има у позадина други, што му се негови Тоа, да, и веројатно некои од нив се многу по инди, многу по Па тоа не знам, ја му кажав, фолк, ја му нешто кажав, тој викам фазон. Дирхов ме асоцира на многу онака чел инди бенд. Као барем за музиката што ја слушам. А баш инди, ама Ама не инди, тој јас не знам како да кажам, кој многу голема етикета, По-меко, дебела да, етикета не беше е она инди, панк, ама панк, панк. ја. Ама он ги пофали многу хајка за нивниот настап. момци. Ќе го видите на снимка, ама да, типот коментира колку е воодушевен и го прашав како кој бенд би го слушал и би сакал да делите бина као во идни недели икад. Ти вика, ја не знам за тебе, ама као јас сакам само бидам пред бин моментов на бендов, да го слушам. И многу ми се свиѓат од далеку. Добри, Што реално тоа мислам дека многу добар Speaking of, комплимент. И они беа супер. Мислам, Хајка. они се Кадеам Бојан. Они се многу ми се панк мене за моја преференца од тој аспект, али Си остарал на мој момент. сум остарел во моја матер. Али оние лайв да ги направија слушаш, журката. лайв да ги слушаш се стварно Ама оние направија журката. Мислам дека највеќе публика имаше као за нив и Пан за тој период и као ексклузивно. да. Многу добра енергија. Видов се, хајпнавте, влеговте Ептен Турбо и едно да кажам, тапанарот на Дирхов беше многу ригорозен да рече дека сака ве слуша вас и дека е воодушевен од вашиот настап. Не го знаеме тоа. Фала. Друго, вака од другиве настапи, како се осеќате, убаво си поминовте? Како публика? Се беше топ. Све е топ, чекаме 21 век, идеме јако. Млади најбоље фестивал. Другите фестивали едноставно не ги бива. Најс. сега се и се држат они меѓу себе, они дечки од Луфтханза. Што ќе кажам пак не што јадам трици последниве неколку епизоди, не сите епизоди. Новата генерација има многу болја кохезија. Као е многу боле, како што викаш, се поддршка еден држат меѓу меѓу друг, себе. ама да не да крадат еден од друг, туку да се инспирираат до тој степен еден од друг. Што се кара, мислам се кара компетитивност, да. Што зборевме и ти, као има некои повеќе да македонски гитаристи од нашиве генерации кои на наша возраст што едниот си џапнал Старе сме јеби го. Едниот си џапнал од другиот си џапнал од третиот, а првиот џапнал од Џон Фрушанте и готов. И кога сите се клонови на ова, ама кога гитаристиве и пеачите и општо кога бендовиве нови генерации, многу ми се свиѓаат, пошто секој си има различен звук. Од сите што ги имам чуено, кога не можам да кажам, не знам, вие сте ова или вие сте дискаунт верзија на ова, кога не. Си бркат свој звук, да. Може Fair, не е fair. for my taste, некои од бендовите може не ми се свигаат скроз или да ги пофалам као ова е за мене еден од најомилените македонски бендови, ама пак браво. Овдека мислам дека совршено влага муаветот кај што во публика го најдовме Мартин од Луфтханза. И му правев едно интервју и Зори ти го најде, ја да правев интервју со Дирхов. го најдовме као слушај, знам дека нели не свирите, али као дали би сакал да направиш да ни кажеш по нешто и беше го прашав, викам као ако имаш шанса да свириш и да делиш стејдж со било кој од тука Dead or Alive. Со другарите од Луфтанс. Не знам, као би било јако со сите, со не знам, некој би кажал Бој, некој би кажал Дейвис, некој би кажал Колтрейн, некој би кажал не знам Томе, Оми, ама јас ќе речам моите другари Луфтанза зашто само за нив знам, искрено. Они ми се најволје другари, тоа е тоа. Нема муавет тука друг. Јас за Дориан Концепт сакам да зборам. Holy fucking shit, Дориан Концепт колку е добар. Искрено очекував Run of the Mill рандом DJ дека ќе се појави и ќе пушта нака музика и ќе ми пополни некоја простор дупкава што се вика мозок и Он толку. има и Бойлер Рум, и на Бойлер Рум свирано. Ама лежи добар. Многу. Многу ме потсети на Igloo Ghost, UK продуцент еден. Ама тој стил на гличи, хайпер поп, хайпер нешто, хайпер електроника музика што дека ти го чеша мозокот на правите места и многу ми се свиѓаш. Освен што беше
многу за денсање, он Да, е да, многу типот напред беше атмосфера. Тука мислам дека дополнително го извозе филмот и самиот идентитет на Здраво млади на фестивалот, конкретно постерот и сите креативи што беа направени, нели, пошто и склоп на фестивалот Гоце имаше и изложба напред во галеријата и што уствари беше дел и од на некој начин од брендингот имаш, иако имаш и нели дела. Беше ти да видиш изложбата? Беше Изложбата? напред? Не. Па дека цело време бркав на интервју и кога не Па стигнав. јас поминав, као пред да почнеме со големите ствари поминав и беше као прекрасно. Сам јас го знам Гоци и имаме и неколку, имаме и делено цртано мурали и такви ствари. И самиот идентитет на Здраво млади боите постерот имаше позади Доријан она visual ефект што беше практично анимирано. Тоа беше некој посебен филтер на него. Визуални од камера. елементи и од постерот и од него, валјда му беше нешто спремно и дополнително ја направи атмосферата, баш беше она живо. Плюс, само нешто доловам, дека типот рачно правеше некои од ефектите на настапот. Кога си имаше рачно? MIDI keyboard, Па, што не се дешава тоа за DJ. Као најчесто е као нели, само Да. малце микс правиш као нешто треш Не, бас, бе- требало ово онако, не, имаше, па казеше. мислам дека ти кажував дека успеав да го најдам и да му дам стикер. Да, И беше као пресреќен. Цело време зборав сакам да го најдам за интервју, и го Тоа снема. беше у фаза на идење и имаше 3 клавиатури, валјда се спремаше да се замине дали требало да иде негде. гарант. И само го замине, бев као хај, прекрасен настап, као и беше као фала и Ептен се гледаше дека го гужва, дека не можеме и Ептен да го најдеме Окей. за вакво. Али стварно беше многу за денсање, многу беше такво. Јап. Се надам дека ќе настапи кај нас пак, искрено. Многу воодушевен сум од него. Да. Што беше од други бендови? Пропаганда, Тамада. Че ми пикреви, моди сам се ти кеви. Че ми ситхуеви, рогор смавнеци кеви. Тамада беше спектакл од секој. Он беше, мислам дека асот на фестивалот. Никој не, јас бар не очекував да има таков изведувач и таква атмосфера да направи, пошто не го знаев предходно. Сватив после дека од Грузија, од некаде такво е. И он ми беше најуникатното на фестивалов, као Как не знам, многу убава атмосфера, некоја такво што викаш ти шаман, скроз беше Vibe. шаман вајб, да. Не, го кажав ја, пак, од бекстејдж тимот, на коригирам. Не беше ти? Не бев ја, не го реков шаман. Се побунуваат. Не, типот Тамада за мене само кога мене многу ме збуни пошто онака мртва тишина, нешто се дешава, ја бркам кога луѓе од публика да интервјуираме и онака магично од деннашка само се качува крупен човек као некаква флорал бањарка Пенјуар. и вика дечки тука почнуваме, ајде. И онака трчаат сите по него, си почна музиката, он си вајба, си денса. Многу беше. Јазикот беше магичен. Па значи он беше асот. Мислам дека многу повеќе би го уживал да го слушам лайв, него ли да го пуштам дома. Тоа да, го пуштивме у канцеларија тука. Изведуваат, да, ама многу повеќе би го слушал лайв, него ли да го пуштам као сега би слушал Тамада. Не знам зашто, ама многу ми е повеќе као за спектакл со Абе идеш за него да го видиш. Идеш него да го видиш, Као да. би рекол 60% 70% е човекот да го гледаш него музиката. Да ја чуеш. Да. Не ги спомнав, иако нели беа присутни, беа измеѓу на еден од стејџовите, Палиндром и 21 век. Да. 21 век ги утнав, пошто тогаш ги правевме поголем дел од интервјуата. Ја не ги фатив искрено. Палиндром ги немам слушано лайф одамна и стварно многу мокно звучат. Добар звук. Многу добар звук. Многу добар звук, многу мокен звук имаат. Нели, пошто се два баса и
ја имаат онаа длабочина, имаат онаа што ќе ме прави Скот Пилгрим длабочина на бас. Така, да. Соди не бе. Да. Толку од мене. За македонска музика, плюс. Не, специфично за тоа, Али да. Последните беа, че ги фативме. Порто Морто. Да факт што беше со секташкото она onesies и Не бе, као аутфите што им беа синк. го сватив концептот и све, cool. Да, малку застарен. Малку It's a gimmick. Веќе видено, да. Ама Мада очекував тебе се свиѓа тоа пошто ти имаш Абе не ми се фетиш свиѓа. на музичари кои што се облакаат некако екстравагантно. Со костуми свето ми е интересно дефинитивно. Затоа викам кога it's a gimmick, cool, секташко, као не знам, weird, ама ајде. Мене највеќе ме збуни е еден од дечките не беше на микрофон, не беше на инструмент, седеше стоеше пред бина, he was mouthing the words, као онака, нешто прави и само вака правиш. И си денцаш. Сигурен си дека беше А од се нив? имале такви стално раперски бендови? Hype man! Па да, кој не пее, не прави ништо. Ама човек Ама човек у рап хайпмен барем има микрофон се дере ау shit! Или некој доаѓа! Нешто така. Не. Само и луѓе. Не. Само стои кјутили и ја тресе главата. Значи, нема Па да. микрофон. А јес хайпмен бил кој, не знам, ме збуни пошто беше скрос напред на средина. Гарант он им ги пере лиштата на тура кога возат. А они свират, овие спијат се, штимаат, вежбаат, он им ги пере лиштата. Он не свирали у екипа им ја. Не. Нешто е у екипа, може цртаат. Братучет некој. Да бе као, мислам, сличен концепт као Брокхемптон, што се као, не знам, колку беа 15 души. Да. Ние ги спомна Брокхемптон. 15 души кои не се сите артисти. И као некои се само маркетинг, некои се визуал дизајн и ово, некој, ама сите настапуваат заедно. Ја не го приметив тој дечко. Не, ја го не знам, многу ми беше впечатлив, пошто ги пратев као што свира дечките, као кој што свири. И само загледав во средина имаше човек што не свиреше ништо, немаше микрофон и само си денцаше онака лабо. Као Океј, најако му било. Океј, си уживаш брат, нема, да, не се замараш, немаш трема, шо, си денцаш. That's it. Да. Немаш женска. Немаш, па му ги крадат. Не, чекај. Ако гитаристот и пејач од тебе, тапанарот нешто ебе, басистот не ебе, шо прави хајпменот? Им ги носи женските. Им ги купа кондомите. Фер. Реално шо би правил хајпменот? Фер. Као вицот. Да, како размислува бенд на сцена. Вие го знаете? Да го раскажем, имаме време? Имаме време, не сме лайв. Како размислува бенд на сцена? Свири, пејачот пее и гледа дека го мерка некоја типка и ека, вечер ти си моја. Соло гитара, тој што свири некоја соло и гледа дека го гледа две типки, му се ложат вака пред него, се топат. Ке падне некоја двојка, тројка, вечер. Или кец? Дечки се. Ритам гитара. Ти се золно, стој така. Ритам гитара свири. Ритамот и го гледа тој соло дека го гледаат 3, 4, 5 женски и века, мора некој соло да научам, ја да легнам нешто, нема поента ова, мора некој соло да научам. Добро. Клавиатура тој што свири седи вака бре. 10 души, 20 души, 30 души. Добре, ке има денес дневница, добре. Уште влега, уште тројца, добре. Доаѓа бубњарот. Кој ќе го расклопува бубањов после у пичку матер, не можам веќе, не можам. Басистот седи Г, Д, А, не тоа другата песна. Ја утнав песната од Ти пичку имаш матер. многу високо очекување дека баси знае ноти. Ја знаеш ноти и ти. Ми требаше 12 години да седнам да научам ноти. 12 години по стипендов, што го раскажуваме. Не, ја мислам ќе кажеш за басистот, тоа што го зборевме као
Онака све сите тие ќе ебат бла бла и басистот си отида порано за да избегне гужва. Иначе технички мислам, дека многу девојки гледаат во Тапанарот. Да, во контрадикторно на... Во шо гледат? Во Тапанарот. Тапанара треба да расклопува тапани. Зависи ги колку е. Ама Тапанаро најчесто не е фит. Нека пишат у коментарите луѓето дали гледаат. Во кого гледаат? Ето. Леле. Overall како си помина? Overall стварно беше топ. Значи настрана од тоа што и кога пиевме. I need you to shut the fuck up, како. Don't ruin this for me. Да пиевме гага, од каде? Од многу богати духовно постари жени што сака да не частат. Фер. Така како пие. Така ги викаме. Колку суптилно поведи двете категории. Така ги викам. Значи, Све да подфатим. што му е преференца све. Многу убав МКЦ ивент. Искрено топ. Многу баш она журче. Многу беше Успоредно 21 што бевме на неколку настапи на МКЦ. каде Каде боле. Искрено најбоље од да речеме 21 20 не ја рачунаме. Мене Од ми 19. фалеше спектакл бенд. Као некој биг хит огромен. Да, со големи букви на постерот. Па Viagra Boys, кога ќе се решите нека да се појавите у Македонија, би било супер. Ама ние они не би биле со големи букви. Тешко Viagra Boys ќе видат со големи. Не, ама Па игра бојс нима не ли треба да... 3 пати ги откажа. Два пати. 2020 требаше да настапа на Здраво млади откажа, треба да дојдат на 2021 на Здраво млади и тогаш откажа. Лафем нека ги донесе следна година. Ама и Лафем се за средни букви. Лафем се за средни Лафем се за средни. Ако идеме на лав, викнете ги ладе спиют. Озбилно. Луѓе, викнете ги следно Здраво млади ладе спиют. Да сечеме Венис и така на настап. Лиџе предобро ке. Ги немаш че на ладе спиют? Многу се добри. Ама Хај бенд, ама ултра депресивен. Знаеш онако, имаш депресивни бендови што пеат Pero, како ај, слушај, Милица, ај, седи мирен. Не, слушај, многу интересно. Имаш како најни стандардните депресивни бендови што пеат како, не знам, Radiohead. тежок е животот ми се умира, како ќе се убијам, Radiohead. бла бла. Не, Ладе Спјут и доаѓа ти се дере у фаца, ќе се убијам. И тоа е тоа. I'm gonna pull the trigger. И тоа е. А многу интересно дека агресивно е. It's a neat twist. Пера ти треба женска. Шал на страна, баш ме интересира, на оваа тема баш ме интересира што ќе биде до година, што ќе има на Здраво млади до година. Viagra Boys мора. Pray for Viagra Boys. Ќе ги спамаме. Ќе им пишуваме секој ден. Еве, пошто ние Джолев од позади Лафем исто ќе ги спамаме да бидат. И Ладе Спјут. Други, имате желба? Нема желба? Нема. White Stripes. Знаеш ли кој бенд бил многу добар, иако се малце поголеми за МКЦ, ама биле многу добри у МКЦ? False. Мислам дека касно палиш веќе со False. Да. Многу касно палиш. Да. Нема Ама- никад да се појават кај нас. За понови бендови или понака што се совпаѓаат со Здраво млади, ја би дал шаут као Грила бенд, Squid, делуваат на таков бенд што би ги имало. Други... имам списал... Што зборам, како цел лайк плейлист ми е тоа. Само тие бендови се. Само Pero Underground Frosty. Не, само као... Listen to weird shit. Ке набројам неколку бендови. Само сега. Wolven, тоа е многу cool бенд, Иве Тумор, не е толку непозната, мака ипак Alex G е cool бенд. BDRMM, Не ги знам. BDRMM, Не ги знам. као тие мислам дека ти се свиѓа тебе. Драла се многу cool и не знам кој би стал на крај. Тоа беше импресија Здраво млади. Ја, Скала магазин, Парк Шема, се гледаме. Чао!